Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во Македонија не се знае кој е криминалец, а кој е власт. Институциите под Заев трет ден молчат за претепувањето и обидот за убиство во Струмица. МВР и јавното обвинителство веќе трет ден молчат за крвничкото претепување кое се случи во сред бел ден во центарот на Струмица, кога група насилници блиски до СДСМ нападнаа човек. Власта на Заев со ова покажува дека ги закрвавила веќе рацете. Самата жртва посочи кои се сторителите, дека имало обид за убиство од обезбедувањето на Зоран Заев, дека полицијата не интервенирала и пак нема воопшто никаква реакција од страна на службите. Очигледно, ако ваквиот скандал не беше снимен, јавноста никогаш немаше да дознае и ќе беше заташкан многу брзо. Зошто институциите се уште ги немаат фатено насилниците кои се дел од обезбедувањето на Заев или пак да ги викнат на распит, зашто има и јавно сведоштво? Дали треба да убијат некого на струмичките улици за да реагираат или можеби и тогаш ќе се обидат да го заташкаат случајот? Насилството владее со улиците, а криминалците се први пајташи со власта. Конекцијата е јасна. Криминалците и требаат на власта за заплашување на народот и за изборите, а власта им треба на криминалците за покривање на нивните оние злодела кои што ги прават. Впрочем, во Македонија веќе не се ни знае кој е криминалец, а кој е власт.